Мислам дека ако не може да не уплашат со закани за казна, со казна затвор, мислам, нема да успеат ни со такви шиканирање. Мислам дека мене ми е криво, најкриво, што дел од таа срамна кампања против новинари ја водат токму така наречени новинари. И затоа мислам дека е крајно време новинарите да престанат да се пресметуваат на јавна сцена. Ако имаат што да кажат, ако имаат проблеми, ако имаат идеи како да ги надминеме овие состојби со кои се соочуваме, еве каде в ЗНМ ќе организираме дебати во интерен диалог меѓу нас, ќе ги презентираме сите работи, ќе бараме решенија. Меѓутоа, тој срамен, така наречен диалог или не знам што е тоа, или тоа јавна пресметка на јавна сцена, мислам дека не ни прави чест ни како новинари, но ни како луѓе. Успеа ли да ги раздели новинарите владата во случајот Кажаровски? Не. Тезата дел од нив пишуваат зошто е Кажаровски во затвор. Знаете како има една поговорка, вика во секоја шума има волци. Така да тоа е нормално, меѓутоа најголемиот дел од колегите, па и граѓаните во Македонија, веруваат дека Кажаровски е невин и затоа се солидаризираат со него. Не случајна е одлуката за предвремен отпуст, така ли се вика. Така да, мислам дека битката со Кажаровски ја изгубија, нашиот колега плати висока цена, но она што е битно, а тој и сам ќе го каже, дека за цело тоа време ние бевме со него сите, најголем дел од колегите, и навистина таа поддршка на него значеше. И мислам дека тоа силно солидаризирање помогна да стигнеме до ова кај што сме сега. Министерот за надворешни кажа дека не го разбира штрајкот, тоест протестот на новинарите, претпоставувам и дел од неговите колеги со сличен став. Што мислите за тоа? Искрен е човекот. Тие мислат дека новинари во затвор е нормално. Според нив е нормално новинари да се пратат во затвор заради објавување истражувачка сторија. Човекот е искрен, треба да му веруваме.